Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Денешната емисија тема ќе ни биде како треба да изгледаат плажите на брегот на Охридското езеро. Мои и ваши гости се градоначалникот на општина Охрид, Кирил Пецаков, и концесионерот Томе Тримчев. Пред почетокот на емисијата да кажам дека ТВМ телевизија уредно испрати покана и до министерот за транспорт и врски, кој што одби поради други обврски. Како и да е, ние денес ќе поразговараме на оваа навистина актуелна тема. Градоначалник, вашата последна изјава е дека акциониот план за уредување на брегот на Охридското езеро не е изготвен од страна на агенцијата и дека вие и оваа сезона ќе имаме неуредени плажи. Да. Значи, агенцијата за просторно планирање е таа која го изработува планот за уредување на Охридското крајбрежје и планот за Охридското крајбрежје веќе година и пол, веќе две, скоро две, ево статус кво би рекол. Ние како локална самоуправа од ноември, заклучно со април, имавме 4, односно 5 состаноци со агенцијата, и со дел од агенцијата за просторно планирање, секако и со Министерството за транспорт и врски. Меѓутоа, поврзано со изработката на планот, дури ние како локална самоуправа се понудивме онаму каде што ќе има уредување на плажите, без разлика каква ќе биде нивната бројка и локацијата, да ни биде доделена на нас како општина Охрид, ние да ги изработиме наместо нив по патите каде што ќе има плажи и со тоа да го убрзаме процесот и нашиот дел поврзан со уредувањето на плажите, понатомошното уредување на плажите да биде завршено. Ни тоа не го завршиме, за покасно се испостави дека владата на Република Македонија заедно со Министерството се тие кои што воопшто не ги имаат дајано подлогите на Агенцијата за просторно планирање за тие да можат да почнат со изработка на тој план и така некаде во низ лавиринтите во целата приказна поврзана со плажите која што сакале или не келе нормално пред сама туристичка сезона се појавува како да кажам топ вест, односно топ тема која што е меѓу охриѓани и како и поинаку би било затоа што туристите се тие кои што треба да уживаат на плажите. Така да во тој лавиринт бирократски, ако можам да кажам, е заглавено. Очекував лично како градоначалник од денешен аспект, а претходно како пратеник и кандидат за градоначалник, дека она кое што го направија во тек на туристичка сезона во јуни да рушат плажи, да се фалет дека направиле, не знам, плажите повторно во Охрија да се слободни. Очекував дека има некаков план за веќе одма во наредната година да стигнеме до некакво соуредување. Меѓутоа не само што немале план, туку ниту тоа било плански направено, ниту пак од денешен аспект имале план да го решат тој проблем, така да таму е проблемот во моментов. Така, Тримчев, верувам вие и вашите колеги како концесионери се најдовте затечени од оваа одлука затоа што очекувавте дека оваа сезона ќе се почне и да се работи или да се добијат некои инструкции како да се работи. Да. Јас изразувам прво едно огромно жалење за сите тие луѓе што останаа без работа. Тоа е голем број. Зборувам за градскиот опфат, значи за 5 плажи во градското подрачје, а нормално и за другите колеги што се ван градското подрачје. Изразувам жалење за туристите кои и лани и оваа година, знаеме дека ланската беше пандемиска година и Охрид беше помалку посетен, а оваа година очекуваме да има поголема посетеност. Изразувам огромно жалење за сите оние туристи кои ќе останат да го видат нашиот град во ваква состојба. Немам зборови и да го изразам и моето разочарување што се деси така една непријатна ситуација, што прошлата година бевме ставени граѓани од вториот бевме прогласени, затоа што знаеме сите добро дека ГАУ Струга работеше непречено нашите колеги плажари. Да и оваа година се работат. Да, и оваа година непречено работат. Јас не знам, не можам да опишам оваа ситуација, зошто е вака. Така. Градоначалник, министерот Бочварски при неговата посета овде, која го запрашавме за плажите и за тоа како во Струга функционираат плажите, рече дека се во рацете на општината во смисла, особено за оние плажи кои што се во рамките на генералниот урбанистички план. Тоа ја префрли вината кај вас. Требаше да прашате вие кои плажи се во рамките на генералниот урбанистички план. Јас ќе одговарам овде пред македонската јавност. Плажи кои што се во рамките на генералниот урбанистички план се Петете и Пештани. Не се овие 5 плажи кои што постојано плажи кои што се во генералниот урбанисти, повторувам пред сите, се Петете и Пештани. Значи многу е
интересно да дојдете да дајте изјава, прво да предизвикате хаос во плажите во Охрид, да ги оставите неуредени и непосетени. Јас бев во сајам во Белград и ви кажувам дека секој оној кој што ќе не сретнеше, ќе видеше дека сме од Македонија и од Охрид, првата работа која што зборуваше зошто направивте така со плажите. Тие идеолози кои го смислија планот и да се фалят со истите, пак ќе кажам дека имаме слободни плажи, се истите кои го кочат уредувањето на тие плажи и многу е невкусно или во најмала рака од незнаење ќе прифатам дека меѓутоа како министер кој што доаѓа на територијата на општина Охрид треба добро да ги знае работите и точно кога ја дава изјавата да биде прецизен во изјавата. И таа изјава која што ја даде со она која што се одвестува на терен, јас она која што го кажав сега се сосема две различни работи. Нека повели министерот, нека ги даде тие две плажи, Петете и Пештани за уредување. Тоа е кое што нас ни го оставивме и покрај сите наши обеди, дописи, лични состаноци, на ниво на сектор за урбанизам со сектори во министерства, на ниво како представник, градоначалник, лични контакти кои што сум го искористил, па дури комуницирајќи со представници кои што се како советници во владата на Заев сега и на Ковачевски, поврзани со заштитата на културно-историско наследство или зачување на статусот за ЮНЕСКО, буквално со секој ден сум разговарал, некако слух се нема ниту идеја. И таа е реалноста во која што сите треба да се погледнеме во очи и да кажеме дека ова кое што на Охрид втора година поред му се прави, затоа што ингеренцијата во решавањето токму во тој дел е таму. Ние како локална самоуправа, односно јас како градоначалник, последните 2 месеци пробавме да направиме нешто што не е поврзано со централната власт и да најдеме начин барем да издадеме како урбана опрема да можат да користат, нормално, таа е една најавен повик исто како и плажите, да ја користат ова лето онаму каде што има конкретно за градскиот дел на плажите, овие 5 кои што ги спомнувавме, меѓутоа урбана опрема точно и прецизно по закон се дава на градежно неуредено земјиште. Такво овие плажи не се. Значи не можам ни така. И јас сега од понеделникот навака разгледуваме и трета опција, која што после овие 2 дена, 3 веќе за кој што интензивно гледа на крај на работно време гледаме, немаме начин дури ни со некаква одлука на совет да профункционираме со ова лето со плажите. Кај мене оптимизмот се уште постои, затоа што не можам да си дозволам како градоначалник, една реченица цело време ми одзвони во ушиве, беше во минатото лето, шетајки низ чаршија, стариот дел на градот поточно, српски туристи ме запрашаа где да идеме за плажи. Јас не знаев што да му одговорам, затоа што состојбата на плажите... Во градот веќе нема плажи. Не во градот, генерално, тие може да посетат само плажа која што има угостителски, хотел, било каков друг објект кој што е на плажи, и тие врз основа на тоа затоа што имаат исполнуваат овој услов со градежното земјиште, имаат право да побараат пред нив урбана опрема и на тој начин да биде некако уредена таа плажа во смисла на лежалки, да може да се снабди со кафе, пијачка, вода, било што туристот. Така да имаме сериозен проблем затоа што законски не можеме да најдеме начин и најчесто сите, знаеме, ја споредвиме функционирањето на Охрид, плажите и Струга, меѓутоа лично јас не можам да си дозволам да функционирам така или да бидам онај кој што би одел против целата приказна, затоа што во Охрид, посебно последниве 3,5 години е доста сензибилизирана целата раководна структура во Македонија, министерства, влади, па и УНЕСКО и така натаму, кои што имаат јасен и прецизен план како Охрид треба да спроведува постапки. Значи тука е планот за управување на Охрид кој веќе се спроведува, на плажите, за Охридското езеро, Студенчишкото блато и така натаму и така натаму. Значи тие се сите овие работи кои што нас не оптоваруваат и буквално пак ќе кажам, сакам да гледам оптимистички на работиве. Наша работа е да најдеме начин, меѓутоа законските начини за да најдеме и ова лето да профункционираат барем градските плажи, пошто другите плажи, знаете дека секоја плажа која што имаше 1, 2 или 3 шанка, ги рушија и ја направија големата работа во Охрид, го заштитија статусот на УНЕСКО со рушењето на тие 2, 3, 4 или 5 шанка, ме разбирате? Монтажните објекти. Тоа сакам да кажам. Така да пред нас е предизвик
Трет начин на кој што бараме, ако го пронајдеме, за брзо ќе бидат известени и оние кои што биле претходно концесионери, вие ги викате концесионери, меѓутоа се поранешни концесионери, со рушењето, со поминувањето на договор ги го изгубија она кој што си го имаа како статус веќе лани, а реално долги години вложували и посебно за овие плажи од централното градско подрачје можеме да се сетиме од што, каква состојба ги зеда и во каква ги направи. Да, сега баш тоа ќе опрашаме Тримче. Тримче до сега не сме имале концесионер гостин во емисијата Прашалник и затоа би сакала да ве прашам кога за прв пат ги зедовте плажите под концесија, која година беше тоа и какви ги затекнавте? Плажата Потпеш ќе зборам конкретно, а и градските плажи што беа тука во тој опфат, значи Канео, Куба Либре, Кадмо и мислам дека уште една плажа. Бела Виста. Така. Се земени во 2006 година. Ево го тој договор. Ги имаме земено под урбана опрема. Ево еден договор. Ево уште еден договор за урбана опрема. Така. Земени се оваква состојба, значи сите оние гледачи што сакаат да ги вратиме првобитна состојба и жители на Охрид, јас би сакал да ги покажам. Ево овие слики. Ова е првобитната состојба на плажата Потпеш. Ова е депонија. Ова е првобитната состојба на плажата Потпеш. Ова е првобитната состојба на плажата Потпеш и ова е првобитната состојба. И најактуелно најдовме перални, теписи, значи не знам колку бродови сме сврлиле, тони ѓубри. Тоа е првобитната состојба. Изглед граѓаните имаат кратко памтење, да се вратат 15 години назад, и тогаш сме биле во УНЕСКО. Така. Овој статус не е за УНЕСКО. Мислам дека подобро е плажата Потпеш, овој статус да го има. Така. Тоа ви е елаборат некој проект? Да, проект. Така се дава. Тоа е официјален елаборат, официјален проект во кој се содржани сите дозволи. Значи вклучувајќи го Транспорт и врски министерството, вклучувајќи го Министерство на култура, завод и музеј, вклучувајќи ги елаборатите кои коштале по 2 до 3.000 евра за управување. За да може и да се земи под концесија таа плажа и да се уредува. Да, значи овие проекти ги имаме ние, значи нашите плажи беа законски. И станаа од едни депонии до едно прекрасно место каде што понатака уживаат туристите, беа пофалени на сите телевизии, дури владата на Република Македонија снимаше реклами, ако памтите, за да, како не се сеќаваме. Јас ова го зборувам за сите 5 плажи, не го зборувам за само за Потпеш. Сите на истиот принцип беа замени. Ги зборувам во името и нивно. Така. Затоа што сите тие една врста си беа бренд на Охрид, препознати. Каде што 99% излегуваа луѓето, уживаа и нашите гости во градското централно подрачје ги носевме сите таму. Не е битно дали Куба Либре, дали Потпеш, дали Кане. Градски плажи имаше градот. Стигна плажата Потпеш до 27 вработени. Ова е официјален документ од овластена куќа. Тоа е до лани кога ве затворија. 27 вработени, да. И уплата преку 3 милиони денари ДД. Да, ве обвинуваа дека не плаќате даноци. Вие имате документи со кои што го негирате ова. Дека се плаќале и даноци, и плати, и придонеси. Тоа беше погрешен концепт, беше тоа. Тие велеа дека имаше и такви обвинувања. Јавна депонија до 3 милиони денари ДД. Значи тоа, ако знаете, се целствена фискална и се уплаќале тие прави. Така. Зошто општината, зошто државата се откажа од овие бенефиции, јас уште ден денес не знам. Не можам да одговорам. Сакам да го поздравам градоначалникот Пецаков и да се заблагодарам за неговата заложба, не ради нас, да ги врати плажите ради гостите, ради охриѓани, ради сите овие позитивни работи. Така. Поздравувам и благодарам. Само да кажам, како тогаш биле законски овие моменти, настанаа ли некои измени во законот што сега не можат да се уредат, да се средат? Изменато е да, меѓутоа најбитната работа е пошто го спомнуваме УНЕСКО, дека УНЕСКО мора да расчистиме, нема никаков проблем со постоењето на плажи и начинот на уредување. Настана проблем околу она кој што ги викаме платформи заради нарушување на биодиверзитетот и на езерото, меѓутоа тоа е минорен проблем, тие беа лесно отстранливи. Ние имавме реален проблем што 4 години, од 2016-17 па натака, имавме проблем да најдеме начин, како општина, или можда желба беше, немање на желба, јас не можам точно да кажам, не сум бил тогаш во таа локална самоуправа, за на луѓето да му се најде регулирано, да може понатаму да
стопанисуваат со плажите. Имаше еден обид од страна на градоначалникот Јован Стојановски, имаше повик кој што заврши како што заврши, па понатаму беше успешно. Сите плажи добија сопственици, односно понудувачи со најголеми понуди, понатаму тие се оспорија и од денешен аспект, ако тоа беше тогаш успешно, сега ќе има уште 3 години, заклучено и ова лето, ќе има уште 3 лета кај што ќе може да стопанисува. Се случи нешто, и во наддавање имаше некои проблеми, и во постапка. Само да кажам, тогаш ако се решише, тие ќе имаат основа да се дадат. Посебно што овие плажи се поврзани и на канализација, не го загадуваат езерото и така натаму, зборувам за овие неколку кои што се во централното и ги исполнуваат сите услови. А сега и да одиш на плажа, нема тоалет каде поседиш, нема каде да земиш пијачка, да се релакс, облекувална, во секој случај така. Имаме суштински проблеми кога плажите ги оставаме неуредени и најголемиот проблем е односно одржувањето на чистотата на плажите. Видите, комуналец све е окей, значи прво на лето ние имаме многу предизвици поврзани со градот и замислите дополнителна тешкотија му е и плажите. И така да пред сериозен предизвик не остава државата заради несоработката по однос на решавањето на овие работи. Тремчев, ајде ако може да ни кажете околу овој дел за на јавното наддавање, имаше обид, имаше јавно наддавање, пропамна, што се случи? Да, ова точка е исто една црна дамка на општината Охрид. Значи, ние кога ги завршиме концесиските договори, имаме склучуван анекс. Да замолиме тогашната општина да потпишеме анекс. Ево сме го склучувале за одреден период, дури не се реши наддавањето да го покриеме статусот. На колку време се потпишуваш анексот? Анексот нема времено трајање, меѓутоа е на 2 месеци. Не, добро, тоа ме интересува. На 2 месеци и е платено. Значи, анекс ево. Така, анекс. Значи, постои тај инструмент. Така. Ако се имало волја, можело да се направи до ден денес со анекси да биде покриено, дури не се регулира статус. Додека не се уцртат во планот за уредување. Ево го анекс од транспорт и врски. Потпишан со подпиш. Сега за јавното наддавање. Јавното наддавање во 2018 се одржа како да се одржува за тест газа на пазар. Без овие елаборати, без припрема, без план. Едноставно си плаќаш 500 евра и си одиш на наддавање. Без никакви други. Од 5 плажи, зборувам за градско подрачје, бидејќи беше објавен повик за нив. За нив беше. 4 имаја проблеми во системот, 5-тата немаше комплетна документација. Што беа тие проблеми? Тие проблеми беше конкретно нашата плажа беше исфрлена од јавното наддавање, а уредно аплицираме со 2 фирми и немавме можност да учествуваме на јавното наддавање. Другата плажа имаше проблем препознавање гаранцијата со името. Значи беше уфрлена во системот звездичка. Третата плажа не можеше да го стартува јавното наддавање до 13-та минута. Четвртата плажа не ни почна. Така. Значи, зато и пропадна тој. Пропадна, значи не беше... Си го оспорија собственици. Го споривме и случајот го пријавивме во МВР до непознат сторител. И баравме вештак кој ќе ја испита работата, кој интервенирал во системот. Од ЗЕЛС не ни беше дозволено да, бидејќи го спроведува јавното наддавање, да вештак го преиспита нашето барање. Така. Се деси што се деси, заврши на второстепена, го поништи јавното наддавање. Ние продолжиме да работа. Така. Значи ние, ако не сме сакале да биде законски, воопшто никој, ниту јас, ниту колеги од 5 плажи, нема да се јавиме на јавно наддавање. Че бевме чисти, се јавиме уредно. Меѓутоа, пак ќе потенцирам, такво криминално и такво срамно јадавање во Охрид не се памети. Тоа никој не сака да го зборува, секој го крие. А еден ден ќе мора да се зборува. Така. Плаќавте ли, Тримче? Многу често ве обвинуваат дека не сте плаќале. До кога имавте вие важички договори и кога последно плативте за закуп за концесија? Затоа што често во јавност се збора тие не плаќаја ништо. Значи, сакам да кажете, еве јавно, плаќавте вие, до кога плаќавте? Во целокупен закуп, значи во 12 години, работа со договор покриена е платена до последна банка. Не само на Министерството за транспорт и врски, него сите на јавни предпријатија, на водовод, на комунално, служба за спасување, све е платено. Понатака, кога станаме без договори, бевме утужени од општината Охрид, така, што ние на суд го признаивме, јас и сите колеги, дека ние го користиме просторот и треба да платиме. така. Све беше платено со исклучок на ланската година.
немаме платено за ланската година. Ама не ни работевте. Бидејќи не ни работеме, беше малку на нефер начин и случај на струјата, зашто имаме и судска тужба за тоа. Добивте на Евана. Да. Добивме на Евана, ни ја врати струјата. Да те ви тужбата ја исклучи, доби. општината ви Меѓутоа, ја штетата исклучи. беше направена. А ние, секој денар е платен во судска процедура за тие години што работевме, е платен. И е чисто. Освен за оваа година, за 21. Така. Овде би сакала да ја слушнеме изјавата на министерот Бочварски, кој што се оградува од она како функционираат плажите во Охрид, како функционираат во Струга, дури и кажа дека тие немаат надлежности, не сакаат да се мешаат во работите кои што се под ингеренции на локалната самоуправа. Најпрвен би сакал да потенцирам дека има јасно утврдени критериуми и законски процедури како може да општината, еве дали е тоа Охрид или било која друга општина, пристапи кон поставување на плажи, и тоа е согласно изработен валиден урбанистички план или урбанистичко-планска документација, доколку се наоѓа во рамките на генералниот урбанистички план. И за таквата процедура и постапка согласно новиот закон се изработува урбанистички проект кој што нема ни потреба да пристигне во Министерството или во владата, така што општина Охрид или било која друга општина која што има таква потреба, има таква можност согласно генералниот урбанистички план и планот за управување со УНЕСКО, нема никаква потреба ниту да пристапи кон владата за било каква согласност, можат сами да си ги изработат тие планови и да донесат такви урбанистичко-плански документации, после што следува постапката која што се води согласно законот за градежно земјиште за издавање на тие плажи со јавна лицитација и оглас на краткотраен закуп од 1 до 5 години, и таа постапка исто така се води во општина Охрид, би се водела во општина Охрид, и од овде нема никаков застој од страна на владата. Она кое што конкретно ме прашувате во однос на урбанистичкиот план за целото крајбрежје, тој се работи во Агенцијата за планирање на просторот, а она кое што го направивме за доброто на Охрид, на нашиот најзначаен туристички центар, обезбедивме 30 милиони денари за изработка на овој урбанистички план. Се изработуваат сите подлоги кои што се потребни и Министерството ја предаде постапката во Агенцијата за планирање на просторот, каде што се изработува, но и се усогласува со УНЕСКО, заради тоа што тоа е специфична планска документација која што мора дополнително да се усогласи со УНЕСКО, и доколку сметаме дека треба да го зачуваме статусот на УНЕСКО, таквите документации мора внимателно да се изработат и усогласат. После оваа изјава на министерот Бочварски, Пецаков, добивме една реакција во јавноста од страна на СДСМ, кои тие се зедоа за право да ве обвинат дека каде ви се уредените плажи, всушност ве праша. За жал денес не се во студиото, бидејќи ние уредно и нив ги поканивме, но никој не дојде од нив за да може да подискутираме. Видите, тоа веќе не сакам ни да го коментирам. Новата председателка од 4 преса кои што ги има снимано, 3 преса си пука сама во колено како партија. Партијата едната беше зошто ќе сме потрошеле дополнителни средства за проектот на улицата Македонски просветители, тоа е затоа што не го испроектирале како што треба, и тие средства дополнително измеѓу 35 и 50 милиони ќе бидат од општина. Истото е оние истите кои што ги рушија плажите и кои што се фалеа дека се рушени бараат од мене, а јас го чекам планот за управување на Охридско крајбрежје затоа што без тоа не можам да ги решам. Мислам, смешно и несериозно за било кој политичар. Дополнително е за нив, не сакам да коментирам, не се дел од емисија, сакав да имавме прифатив и тука, имаше 2 медиуми ме поканаа, не сакаат да дебатираат затоа што дури и пресовите не покануваат новинари, туку ги снимаат и ги објавуваат. Тоа е принципот на работа. А замислете на власт. Поврзано со плаќањето, не плаќањето, го прашавте како советник, кој што во 2 мандати беше во советот на општина Охрид. Тие беа решени да немаат плажи. Значи, прво се вадеа концепти кои што викаат дека биле неплаќачи, а тоа е генерализирање и не е добро затоа што имаше луѓе кои што плаќаат, односно најголем дел од собствениците си ги подмируваат долговите према општини, ние тоа го имавме како вид. Понатаму советот се пробуваше да се стави во една незгодна позиција да одлучува за рушење, пазите, за рушење знаете кој одлучува, и градежна инспекција и градоначалник, последен се подпишува и понатаму се реши за начинот на рушење на плажите. Ние не влеговме во ама генерал
генерално зборувам, не влеговме во Совет, не ја поддржавме таа одлука и таа одлука падна. Па третата работа беше конечното рушење под превезот на УНЕСКО за генерално Охридското крајбрежје и четвртата работа поврзана со плаживе, понатаму беше недоличното препукување со собствениците, со вадење на податоци, колку уплаќале, зошто уплаќале данот, дали имале пари и не плаќале, но се доведе во еден циркус, за пратите разговараме плажи, односно објекти и реони кои што се дел од туристичката понуда на Охрид, препознатливи. Луѓе, ние имавме објекти меѓу кој еден и неговиот во случајов кој што кога ќе дојдеа беа еден од посакуваните да бидат посетени. Така, сите делегација одеа таму најрепрезентативниот. Таа е вистината за која што мора да проговориме. Ние како општина Охрид и државата мораше да најдеме начин да не се доведеме до оваа ситуација. А за тоа имавме од 2017 до фамозната време до 2021 кога во јуни ни текна, јас го стално викам, треба да си идеолог да го направиш тоа. Да го направевме во февруари, никому ништо, таа на крај крајва секој одлучува за својата одлука, да го направевме во февруари, ќе се заврши, знаеше никој нема ништо, па ќе теравме заедно за наредната година се спремиме. Или пак во септември после сезон. Така. Така имаше време. Тимче, не наидовте на никакво разбирање со поранешната локална власт. Имавте ли средби како концесионери? Се видовте ли, баравте начини да ги средите проблемите? За волја на вистината имавме средби. Значи беше и од покојниот Јован Стојановски инициирана средба на која се бараше за да нашите права и работи да ги канализираме во едно здружение. Ние што го сторивме тоа, се влеговме во здружение. Така. Сите плажари. Меѓутоа, немаше слух, за волја на истината немаше слух. А бевме, имавме средби, нудевме решенија, така, позитивни, баравте начин, законски издржани, баравме секој начин. Што имаме ние денеска, какви плажи имаме ние денеска? Законот за градежно земјиште препознава два вида на плажи. Првата е со јавно надавање, втората е со право на предимство. Пред хотели, сместувачки капацитети и денеска е уфрлено и угостителски објекти. Што плажи имаме денеска ние во Охрид? Имаме плажи каде што имаме сега па еден метропол 600 лежалки. Дали наплаќа метропол влез? Наплаќа. Мислам да. Дали се слободни тие за граѓаните? Не се слободни. Не се апсолутно. Имаме ние дури на една плажа, не сам да именувам, се наплаќа мостарина. За оден на друга плажа мостарина. Имаме автокампови кои наплаќаат. Тоа е плажата Градиште. Да. Што да не има. Мостарина. Не сакам да погледам никој. да. Имаме закупувачи, подзакупувачи, трети Така. закупувачи. Така. Како тие кога ќе дојдат закупувачи, ќе се грижат за Охрид? Со кој време ќе ги соберат парите во септември, не знаеме како се вика. Тие ќе платат данок. Ние сме платиле данок. Само грешка што претходното раководство се препукуваше со нас. Колку пари сме правеле, што пари сме правеле, па успеха да правиме пари за градот, за државата. Данокот се слева во државата. Така. Зато, се мислеше какви на плажи имаме денеска? Дај да одиме да ги видиме. Немаме денес. Немаме. И дали е слободен влезот, да одиме и да видиме, ево, каде сакат. Сегде се плаќа. Да. Освен Лагадин и она Инекс, Горица вторачина му што има напишано градска плажа и знаете дека лани имаше дури шанкче тука едно надиво поставено и си продаваше кафе. И тоа му го сликавме, Кој е му го репрезентот пративме. денеска на Охрид? Шанките со Кој е најлони. репрезентот денеска на Охрид? Лесковачката скара? Или куќарките што ги наредија лани пред угостителски објекти? Кој е репрезентот на Охрид? Па еден потпеш беше за лесковачки вескари. Така. Добро, кај што испомнавме лесковачките нареченици, сакам да кажам, често го користиме сите без исклучок, каков туризам сакаме, тоа е дел од малце поголема стратегија и така натаму, не е тема на денешниот муабет, меѓутоа кога ќе испомниме треба да знаеме дека за тоа ниту општина Охрид дава некаква дозвола, ниту па некој бара од општина Охрид. Да. Тука се Фирма, агенција тоа е за храна, фирма, си УЈАП, отвара агенција и за тоа е храна, тоа. УЈАП, трудова, тоа се сосема други институции кои што го регулира нивното постојање. Да. И јас се осврнам бидејќи ние бевме дежурни виновници, што све лошо добро, што се деси во Охрид ги историја на плажите. Таа беше Да, стратегијата. апсолутно дури, значи знаеме граѓаните сега го докажуваме обвинуваат. дека имало и честни во плажари. Така, затоа и е ова емисија да го кажете и вие вашиот глас и да слушнат граѓаните. Ајде сега малце околу УНЕСКО. Во планот пишува УНЕСКО констатира неодржлив туризам. Уредување на плажи со некомпатибилни градби во крајбрежниот појас кои што го нарушуваат пределот. Сакам да ме прашам градоначалник, имаше ли такви градби?
цврсти градбе и бетонирање на плажите. Тие извештаите најчесто ги пишуваат врз основа на некакви си извештаи поврзани од предсе невладини организации. Да. И организации кои што мислат дека најдобро знаат како треба за Охрид и се самите се доживуваат дека се на некакво си ниво научно кое што е многу поголемо од останатото, за жал. Во изминативе многу години морам да признам дека општина Охрид па и владата од неоправдани причини таа комуникација со УНЕСКО која што треба да ја имаат на некое нормално ниво, каде што и ние треба да презентираме дел од нашите работи, е изгубена. Веројатно е по наша вина. Ние треба да гледаме и да градиме партнерски однос со УНЕСКО и нормално да учествуваме и да ги спроведуваме сите препораки и мерки кои што ги имат. Тоа тука нема никој дилеми. Јасно е дека она работа за која што ќе седниме и ќе се договориме како локална и централна власт, па и тие како институција која што се грижи за заштита на културното и историско наследство, да донесеме заеднички заклучови. Меѓутоа сме немале. А во последниве 2-3 години ја повраќаме таа комуникација со УНЕСКО и се надеваме дека во заедничка комуникација, посебно сега со веќе пост-ковид можам да речам, иако треба да видиме здраве како ќе поминеме ова есен и зима, меѓутоа пост-ковид, каде што луѓето веќе почнаа да се движат повеќе, се надеваме дека би имали лични контакти, па би завршиле многу повеќе работи. Всушност, ево сега имавме пред месец дена представници од Светското Сдружение на архитекти, кои што беа тука од УНЕСКО директно пратени за она што представува и што ја грди риверата во Охрид, тоа е хотелот Палас. Начин на кој што тој би се реновирал, средил, дали наново, така. Значи, само кажам, веќе почна комуникацијата и се надевам дека и за овај дел ќе имаме директна комуникација во која што сепак ние и како локална, ама и како власт тука воопшто не делам заеднички составите ипак на без разлика што сме различни како од политички аспект ВМРО и СДСМ, ние имаме јасна цел и прецизно како треба да водиме околу УНЕСКО. Така. Тримче, вие велите имавте еколошко-технолошки лаборати кои што сами кажавте дека чинат 1000 евра. Се градеше ли нешто надвор од тие проекти? Имаше ли бетонирање како што ве обвинува? Не, во нашата плажа немаше никакви работи кои го нарешуваат автентичниот изглед на местото. Беа употребувани материјали како камен, како дрво. Све што е, да речеме, платформи, сервисни пунктови, кукички за спасители, мост, све е во проектот. Све беше по проект. Све е во проектот. Имавте и надзор, сигурно имавте инспектори кои што го гледаат тоа и го дозволува. Ево ги тука се подпишани, значи од Општина Охрид, од урбанизам, за заштита, од све, од Министерството на транспорт и врски. Ние имавме 2 пати редовна комисија, контрола во година имавме. Ние можам да кажам дека бевме поголеми чувари на местото, отколку кога било без концесионер. Така. Водевте грижа едноставно повеќе. Мислам и тврдам дека со отворање на плажата Потпеш, со средување на местото, се разви самата местност Канео. Што би значило тоа? Порано во Канео се издаваше еден кревет 300 денари во викендица или во куќа. Сега е, да речеме, 40-50 евра апартман. Сега туристите имаат кај да одат на плажа. Рибарска туристичка целиот стар град издава апартмани, имаме плажа. Сега јас да ја прашам каде ќе одат гостиве од едно 500-600 апартмани од стариот дел на градот на плажа. Ќе запалат кола, ќе одат градиште. Светинаум. Не може секој ден да го прават. Имаат градска плажа. Каде ќе оди туристов? Така. Овој проект кој што го покажа е само еден дел. Се сеќавам на првото интервју за кое што понатаму делот меѓу имите им е распна во заедништво и соработка со одредени, пак ќе кажам, невладини организации, кога ме праша, не се сеќавам од која телевизија беше, дали ќе продолжи решението на Дивоградбе. И кога прашав кој Дивоградбе, плажите. Она Дивоградбе, ако добиеш, значи има разлика поставено со урбанистички проекти, неспособност на една влада да го реши тоа правно и Дивоградби. Тоа се две суштински разлики.
И затоа и вие како новинари, секогаш кога разговарате меѓу вас, треба овие работи прецизно да ги посочувате и да разговарате прецизно дека сите плажи, без разлика каде и како, врз основа на проект, без разлика дали со општина Охрид потпишан или со транспорт и врска. Ето така. Се сеќавам на многу добро уште кога се само кај што го покажа, сакав да го кажам и зошто ми го кажав. И во Вагадин има проекти, луѓето се ги покажа уште и кога се правеа, ги гледавме ние тие проекти. Ајде овде би сакала да погледнеме резултати од анкетата која што ТВМ телевизија ја спроведе за потребите на оваа емисија. Какви плажи сакаат охриѓани? Да слушнеме што одговорија нашите граѓани. ТВМ телевизија спроведе анкета за тоа какви плажи сакаат граѓаните на Охрид. Поголемиот дел од испитаниците сметаат дека плажите треба да бидат слободни, но во исто време поголемиот дел од граѓаните се согласуваат дека уредени современи плажи привлекуваат повеќе туристи. На прашањето дали плажите на Охридското крајбрежје треба да се издадат под концесија или треба да бидат слободни, 63% од испитаниците одговориле плажите да бидат слободни, а за хигиената да се грижи локалната, додека 37% сметаат дека плажите треба да се издаваат под концесија и да бидат уредени. На прашањето дали сакате на плажите да има урбана опрема од типот лежалки, чадори и шанкови, 51% од граѓаните одговориле негативно, а 49% позитивно. Поголемиот дел од испитаниците сакаат да има монтажни објекти со храна и пијалоци за освежување на плажа. На прашањето дали сакате на плажите да има монтажни објекти за продажба на храна, пијалоци и сладолед, 77% одговориле да, додека 23% кажале не. На прашањето дали сметате дека досега надлежните инспекцијски органи доволно ги контролираа закупците на плажите во поглед на урбаната опрема и уредувањето на просторот, 74% од граѓаните сметаат дека инспекторите не воделе грижа, 7,5% сметаат дека инспекцијските служби воделе грижа, додека 18,1% сметаат дека воделе грижа, но недоволно. Повеќето од граѓаните сметаат дека уредени современи плажи се важни за развојот на туризмот. На прашањето, уредени современи плажи привлекуваат повеќе туристи. 63% од граѓаните одговориле потврдно, додека 31,8% не се согласуваат. Ја погледнавме анкетата која што ја имавме спроведено. Интересно е тоа што поголемиот дел од граѓаните велат сакаат слободни плажи. Но од друга страна, на прашањето дали сакаат освежителни пијалоци и монтажни објекти, повеќето сакаат да има такви објекти. И трето е, сите се согласуваат, повеќето се согласуваат, дури 70% се согласуваат дека уредени современи плажи привлекуваат повеќе туристи. Ајде малку сега околу анкетата, што мислите, градоначалник? Автоматски целата анкета е во еден со друг дел. Малку е контрадикторно, да, ама сепак значи велат слободни плажи, но да има монтажни објекти, значи. За среќа Охридскиот дел од Охридското крајбрежје на Охридското езеро, на кое што е под општина Охрид, сепак е многу големо и за секого има начин, односно може да си оствари желбата дали сака да биде слободна плажа или пак уредена, меѓутоа Охрид живее за и од туризмот. Кога ние како туристи одиме некаде, ние бараме слободна плажа или уредена да седниме, без разлика дали со деца или сам да се напијаш кафе, да се плажираш, да уживаш. Што сака да уди, може да напуска плажа. Јас го гледам од тој аспект. Иначе за охриѓаните многу добро го знаеме Охридското крајбрежје, можеме ние слободно да одиме на слободни плажи и да уживаме таму кај што не се уредени. Таа ми беше поента. Иначе тука ќе бидам многу краток. Слободни плажи во Охридското крајбрежје за среќа има повеќе од доволно, а меѓутоа мора да најдеме начин да имаме прецизни локации со планот за управување на Охридското крајбрежје кој што ќе ни кажат дека новие 5, 10, 15, 20 места ќе имаме уредени плажи кои што ние понатаму ќе ги издајме. Дали ќе е тоа концесија, дали ќе е договор, воопшто не е битно, тоа е начин на уредување и концесионерите понатаму ќе може да си ги користат тие плажи и граѓаните да уживаат. Значи, поентата е дека секој туриста кој што доаѓа,
кога ќе праша каде да одиме, треба му кажеш кај има уредена плажа, тој не бара да дојде и со столчината и со фрижидерче да оди на плажа. Не, така е, треба да има лежалки, чадори, културно. Тоа е целата поента на Така. Па и повеќето од граѓаните велеа да има и уредени, и современи и секој да си избере. Имавте ли, Тримче, вие слободен простор, затоа што често охриѓани, ние ги знаеме, охриѓани си се такви, значи граѓаните често знаат да критикуваат дека на плажите концесионерите ги узурпирале, па немаат слободно место и затоа веројатно во оваа анкета имаме некои такви контрадикторни одговори. Имавте ли вие, се грижевте ли за слободен простор за граѓаните? Да, 100%. Ние имаме и законска обврска 40% да биде слободна плажата. Така. Јас доставив слики до вашата редакција, каде што се гледаше убаво, слободен простор, за оние кои што сакаат. Уреден со песок, вецина, тоалети, пристапи за тие слободни места, значи тоа ни беше нас и законска обврска. Па кога ќе прошетавте вие во Куба Либре во паркот на 17.000 квадрати, немој да ми рече никој дека не било слободно. Паркот слободен, читалиштето слободно, плажата слободна. Сега имаше една мала конфронтација со луѓето, луѓето не го разбираат тој дел од законот, туку века јас сакам овде да лежам. Каде што е место предвидено за маси, така. И тие беа некои конфронтации, ние кога ќе му објасневме дека тука е за гости, за туристи, ево во вашиот дел, каде што можете со пешкир, со све да лежите, мало идеше до конфронтација и нејаснотија околу тој дел. Иначе нашата плажа беше слободна и беше еден простор кај што го поврза местото Канео со централното градско подрачје. Слободна за поминување, слободна за лежење. И нормално на граѓаните ние му бевме еден сервис за уживање на тоа место. Така. Граѓаните и Околу ова морам да кажам една работа кратко, не се сложувам во целосно со Тримче, меѓутоа не разговарам за неговата плажа, туку генерално факт е дека имаше злоупотреба голема на она што представува слободен простор и токму таа е причината која што граѓаните во првото прашање одговориле така и за тоа сите ние и ние како локална самоуправа и вие како новинари, зборувам како институција, а и тие како концесионери треба да се свесни. Следното, кога ќе се најде начин ова да се уредува, слободниот простор ви гарантирам дека ќе биде секојдневно контролиран од комунални редари, без разлика дали ќе што договориме во договорот, правници се до тоа ќе го уредат, дали ќе е 6, 40, 50, тоа воопшто не е битно. Таму, кој сака на слободниот простор кој што ќе биде обележан, ќе мора да му се дозволи со пешкир, како без пешкир. Негова работа е да се, затоа што тоа е слободен простор и така треба, а останатиот е уреден простор каде што објектот, односно плажата ќе може да дава дел од своите услуги. И тоа ќе е нешто кое што откако ќе осредиме здраве со Господ напред, се надевам јас многу скоро тогаш ќе може граѓаните во основа на прецизни параметри, се надеваме дека и ние како локална самоуправа, а и концесионерите здраве кои што ќе учествуваат во сето тоа надавање или уредување на плажите, дека ќе имаме еден заеднички јазик и ќе си го почитуваме. За доброто на граѓаните од Охрид, Сепак да се надоврзам, механизмите за казнување на инспекциите биле во општината во тоа време и на крај можеле да резултираат со непопуларно раскинување на договорот. Кои не ги почитуваат концесионер. Ако некој не го почитува договорот, ако нема простор која граѓаните се жалат, следува раскидување, така. Точно. Така. Здравје реков да го решиме прво. Да, го спомнува дека имало можност. На тие што не почитуваат. Ама во право сте, затоа е првиот одговор. Така. Веројатно. Значи, граѓаните велат, имавме прашање во кое што ги запрашавме во однос на инспекцијските служби. Да, граѓаните беа најнезадоволни од реагирањето на инспекцијските служби. Велат имале илјадници поплаки, но не се реагирало. За плажите? За плажите. Во однос на тоа, дека се наплаќало паркинг, се наплаќало лежалка, не смееле да влегуваат со храна. Се соочувавте ли, Тримче, вие со вакви проблеми? Да, често. Така. Јас го немам проблема за паркинг, бидејќи немам паркинг. Да, кај вас нема паркинг, меѓутоа граѓаните треба да сватат дека тоа е угостителски објект и дека има правила во угостителски објект. На однесување, на понашање, на самото неделично понашање на други граѓани смета на гостите, на туристите. Сега ние не можеме да оставиме некоја фамилија тенџер да неси и да ги исте тука пајниците да јаде, така? И недолично е, апсолутно. И недолично. Не можеме ние да дозволиме да продават они од Скопје пешкири, мешкири и такви работи. Така. Не можеме да дозволиме да се продават ченки на плажа. Тоа е некултурно. Така.
Има плажи и за тоа, и за слободно. Точно, има. Така, Меѓутоа тоа не е долично. Фактички Треба не ние да држиме едно ниво, сепак сме репрезенти на Охридни. Така. Фактички тоа и бара граѓаните да има плажи и уредени, современи, и секој да си одбере. Тие што не сакаат музика, не сакаат угостителски услуги да можат да одат и на такви диви и неуредени плажи. Градоначалник, додека сме кај инспекцијските служби, морам да ве запрашам. Повелете. Многу поплаки добивме во рубриката Ти си твојот град, ја знаете таа Секако, рубрика. ја пратам редовно. Многу поплаки од граѓаните во однос на таблите на бродарите кои што се распослани на плоштадот. Сега во моментот од режија ќе ни пуштат инсерти да ги видите. И во однос на масите кои што се на пристаништето распослани, дел се на самата сообраќајница, значи 20 разминуваат два автомобили. Многу пати имаме правено прилози на оваа тема, имаме баран став од општината, чија ингеренција е тоа, кои инспекцијски служби треба да превземат мерки? Значи, на двете прашања поединечно ќе одговорам. Едно од работите за која што разговарав и го грди погледом на Охрид и посебно кај пристаништето, дефинитивно е тоа. Не се надевам дека туку од наредната година ќе најдеме начин да има едно објектче како оние кукички кои што се издаваат буквално во таква смисла, каде што сите оние кои што поседуваат катамарани, бродови и така натаму ќе имаат можност да се рекламираат тука и секој кој што сака да види понудата тука на лице место и онај начин на кој што досега беше дозволено да може да се злоупотреба, да кажам, пристаништето, треба да трниме не заради друго, туку заради самиот изглед и тука не само јас, туку никој нема дилеми, меѓутоа кога не се постапува и кога не се реагира за некоја работа, таа работа добива замав. Па сега и секој поединец кој што има дали е кајче, катамаран, брод си зема за дозвола да постави таква за која што морам да кажам, ниту пак нешто плаќаат на општината како надоместок. Така да ќе најдеме начин сето тоа да биде уредено, односно завршено на едно место, секој да може да си се изрекламира, исто како што направивме со водичите. Морам да се повалам те едно од работите. Охрид ќе добијат и градски тури, кои што ќе може да ги користат оние кои што доаѓаат без разлика дали е еден пар или помала група, за кои што му е поскапо да ангажира еден водич и да направи тура од низ стариот дел на градот, ќе има во точно определени часови во текот на денот тура која што ќе започнува и секој ќе си ја плаќа соодветно турата, тоа Сдруженијето на туристички водичи ќе ја направи, кои што воедно ќе имат и соодветни рекламни материјали на истото место. Така да во некоја таква смисла ќе решим. А за другиот дел масите столите, во моментов се изработува проект кој што би рекол дека 80% готов, кој што ќе биде веднаш апликабилен, иако јас сум убеден дека ќе го направиме со пари од општина Охрид, да добијаме од дали преку Биро за регионален развој или сосема поинакви средства во кои што би партиципирале ние со наше учество. Онај дел кај што е кружниот паркинг, односно кружниот тек на сообраќај на самиот плоштад, десно па све до куќата на Зарче, наместо асфалт да биде направен со коцки, значи двуистиот стил, и кога веќе ќе добие сосема поинакво уредување, секако и нивното масите, столовите кои што ги поставуваат угостителските објекти ќе биде на сосема поинаков начин, а сега сето тоа за кое што граѓаните реагираат е уцртано во урбана опрема и угостителите си плаќаат во општина. Така. За крај да резимираме, ајде уште по една реченица за крај, градоначалник, кажавте дека имате намера и сакате да се заложите да го решите проблемот со плажите. Кажавте дека размислувате за трета опција. Во ова недела можам да кажам дека течит начинот да најдеме трета опција да завршиме и јас искрено се надевам, ако не ќе одржам пресконференција или брифинг со новинарите каде што ќе ги известам како сме поминали, кои чекори сме ги превзеле во 6-7 месеци и нема да дадеме можност за злоупотреба или политички поени правење на оние кои што го создадува хаосот во плажите. Како и да е, се надевам дека последниот обид за да завршиме некако начинов да е законски ќе биде успешен, доколку не ќе имаме, како што кажав, брифинг и ќе поразговараме тоа подетално. Тримчев, очекувате ли да се работи оваа сезона? Искрено да. Се надевам. Не за мене кажав, за градот, за туристите, за народот и бенефит за сите. Така. Затоа што вака овој тренд ако продолжи да рушиме, а не да градиме, нашите деца, нашите помлади охриѓани ќе заминат до светот. Така.
Ви благодарам многу и на двајцата за Благодарам. издвоеното време. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието.